Денеска православната црква ги празнува преподобниот Исидор Пелусиот и преподобниот Никола Исповедник. Преподобен Исидор Пелусиот. Родум е египтјанец, син на угледни родители и роднина на александриските патриарси Теофил и Кирил. Проучувајќи ги сите светски науки, тој се одрекол од богатството и светската слава и целиот се предал на духовен живот заради љубовта Христова. Бил голем и усрден бранител и толкувач на православната вера. Според тврдењето на историчарот Никифор, светиот Исидор напишал преку 10.000 писма на разни лица, во кои едни ги укорувал, други ги советувал, трети тешел, четврти ги поучувал. Поважно е да се поучуваме на добродетелен живот отколку на красноречиво проповедање, напишал тој во едно писмо. Во друго пак вели: ако некој пожелува добродетелите да му се покажат големи, нека ги смета за мали и тие на вистина ќе се покажат големи. Прво и основно правило за светиот Исидор било: прво да се твори, па тогаш да се учи, по примерот на Господа Исуса. Во времето на гонењето на светиот Златоуст, кога сиот свет се поделил на два табора, едниот за, а другиот против овој голем столб на православието, светиот Исидор застанал на страната од Златоуст. Тој му пишувал на патриархот Теофил какво големо светило на црквата е Златоуст и го молел да ја остави омразата спрема него. Поживеал долго, сработил многу, прославувајќи го Христа Бога со животот и перото, и се преселил во Царството Христово околу 436 година. Елици во Христа крестисте ся, во Христа
Преподобниот Никола Исповедник. Овој светител бил од островот Крит. Дошол во Цариград да го посети својот роднина Теодор, игуменот на студискиот манастир, па тука и останал и се замонашил. Како монах Никола ги поминал сите подвизи заради спасението на својата душа. Во времето на гонењето на црквата од страна на Лав Ерменинот, Теодор и Никола биле остро мачени, понижувани, биени со воловски жили, најпосле фрлени во самица каде што самувале 3 години. По смртта на светиот Теодор, Никола станал игумен студиски. Уште додека живеел, правел чуда со силата на благодатта Божја. Така ја исцелил од болест Евдокија, жената на царот Василий, и Елена, жената на Патрикот Мануил. На Теофила Мелисен, угледен благородник на кого не можеле да му се задржат децата, му ја благословил новородената ќерка и прорекол дека ќе живее и ќе биде многу плодна, кое што и се случило на радост на родителите. На самиот ден на смртта ги повикал монасите и ги запрашал што им недостасува. Жито, одговориле монасите. Тогаш предсмртникот рекол: Оној кој го исхранил Израелот во пустината ќе ви испрати и на вас изобилство пченица по 3 дена. И на вистина на третиот ден допловил под манастирот еден брод полн со жито, испратен од царот Василий. Се преселил во Царството Небесно во 75-та година на својот живот на 4 февруари 868-та. Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Te